ова издание. Замрзнати реки, езера, откажени летови, лизгави патишта, рекордно ниските температури во САД оковаат цели градови во мраз. Ден за пратенички прашања во Македонското собрание. До каде е процесот за влез во НАТО? Кога ќе биде подпишан пристапниот протокол? Кои држави САД ги сметаат за најголеми закани? Ќе ви кажеме наскоро. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. САД се смрзнуваат на температури што отидоа и под 50 степени. Во делови од земјата е толку студено што и дишењето на отворено може да биде опасно. Како изгледа тоа ќе видиме од прилогот на Златица Хоук. Студено е и ветровито во Минеаполис, Минесота, каде температурите паднаа 20 и повеќе степени под нулата, но улиците не се пусти. Студено е. Вакво нешто не сум доживеал, но добро е, тоа е дел од животот во Минесота, сакаме кога е студено. Наредниве неколку дена, повеќе од 200 милиони, или близу 70% од континенталниот дел на САД, ќе продолжат да се смрзнуваат. Околу 25 милиони луѓе во североисточниот дел на САД ќе имаат температури на кои моментално се мрзне. Тоа значи дека реалните температури во комбинација со ветерот се на опасно ниско ниво. Градоначалникот на Индианаполис, Џо Хоксет и други официјални лица повикаа на предпазливост. Ако мора да одите надвор, облечете се добро. Голем е ризикот од мрзнење и хипотермија. Здравствените представници ги предупредуваат патниците да бидат подготвени за итни ситуации. Често слушаме приказни за луѓе заглавени во автомобилите и не веруваме дека може нам да ни се случи. Но зима е. Добра идеја да имате опрема за такво време во возилата. Кебиња, грејачи за рацете за едно потреба добро функционираат. Гувернерите на Илиноис, Мичиган и Висконсин објавија вонредна состојба. Некои општини ги затворија училиштата и го запреа разнесувањето на поштата. Отпадот не се собира и прекинате превозот и други јавни служби не работат. Огромен број повици за итни интервенции. Во моментов имаме 26 инциденти на пукање на водоводни цевки во Детройт. Секогаш кога има екстремно време, студено или жешко, водата се собира во цевките, предизвикува пукање. Метеоролозите велат дека причината за сево ова е поларниот вортекс, маса на студен воздух над северниот пол. Налет на топол воздух од преку Северна Африка потиснал дел од тој студен воздух преку Северна Америка, надолу на југ се до Флорида. Председателот на Венецуела, Николас Мадуро, прв пат изјави дека е подготвен за разговори со опозицијата. Во продолжение вестите од САД и од светот. Во интервју за руската новинска агенција РИА, Мадуро рече дека е подготвен за одржување рани предвремени избори за Националното собрание, но го отфрли барањето на опозицијскиот лидер Хуан Гуаидо за одржување нови председателски избори пред 2025 година. Гуаидо пак ја повика меѓународната заедница да го поддржи неговиот обид да го принуди председателот Мадуро да замине од власта, во напорите да ја врати демократијата во јужноамериканската нација. Федералните резерви на САД одлучија да не ја променат клучната каматна стапка во државата и ветија дека ќе бидат трпеливи во однос на идните зголемувања. Екстремно пасивни и наивни. Така председателот Доналд Трамп ги опиша првите луѓе на американското разузнавање преку нова објава на Твитер. Неговата реакција доаѓа после распитот во Сенатот, каде беа назначени главните закани кон САД. Не согласувајќи се со оценката на разузнавачите, Трамп вели дека калифатот на ИСИС е блиску до уништување, што било незамисливо пред 2 години. Односите со Северна Кореја, според него, се на најдобро ниво од кога било порано. За Иран пак, како закана, председателот кажа дека разузнавањето греши. Майкл Бауман ги има деталите за мислењето на разузнавачите. Првиот човек на американското разузнавање исцртал трезнувачка слика за безбедносните предизвици во светот, нарекувајќи ги токсичен микс. Опсегот и интензитетот на разни закани со кои се соочуваат САД и нашите интереси ширум светот најверојатно ќе се интензивираат годинава. Голем предизвик е да се приоритизира кои закани се од неголема важност. На врвот од листата се Кина и Русија. Потезите на Кина ја рефлектира долгорочната стратегија за глобална супериорност. Кремљ ја интензивира кампањата за подоба на западните политички и безбедносни институции и подкопување на меѓународниот поредок
по Втората светска војна. Сенаторите гледаат комбинирана закана. Ако овие земји почнат систематски заедно да работат, тоа ќе биде голем проблем за нас. Додека председателот Доналд Трамп се подготвува за нов самит со севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун, сенаторите сакаат да знаат за определбата на Пјонгјанг за денуклеаризација. Се уште има значителен армиски капацитет во раце на Ким Јонг Ун. 70% од неговите сили се распоредени долж демилитаризираната зона. Заканата од пред една година и натаму постои. А колку Иран го почитува меѓународниот нуклеарен договор што председателот Трамп го нарече штетен, пошто САД се повлекоа? Технички погледнато, тие го почитуваа, но забележавме дебата меѓу иранското раководство за тоа колкави се економските придобивки и дали го добиле тоа на што се надевале. Директорката на ЦИА Джина Хаспел представи комплицирана слика за исламската држава во Сирија, од каде председателот Трамп најави повлекување. Се уште се опасни и се најголема сунитска терористичка група. Се уште командуваат илјадници борци во Ирак и во Сирија. А за актуелната политичка криза во Венецуела, каде Вашингтон го поддржа опозицијскиот лидер, еден сенатор јавно праша: Дали не е од национален интерес на САД да падне режимот на Николас Мадуро и да биде сменет со демократска, поодговорна влада? Многу е флуидна ситуацијата. Се надевам дека успешно ќе се оконча со поддршка на венецуелскиот народ. Како одговор, сенаторот Кинг предупреди против американско учество за смена на режимот во Венецуела, опишувајќи ја ситуацијата како лизгав терен. Со меѓусебни обвинувања и расправија беше почетокот на денешната седница на македонскиот парламент. Спикерот Талат Джафери за прв пат почна да ја води седницата на албански јазик. Владимир Мирчевски известува. Zonja dhe zotëri deputet, e hap seancën e 82 të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Водењето на собраниска седница за прв пат на албански јазик ги засени останатите прашања на пратениците упатени до владата на Заев на денешната седница на парламентот. Токму тука во собранието на Република Македонија побрзавте да го донесете законот за двојазичност на сила и со кршење на многу процедури и закони. Грубо ги прекршивте законите. Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија поведена иницијатива за оцена на уставноста на законот. Добро би било да почекаме за да видиме што ќе се случува. Постапката пред Уставниот суд не значи замрзнување на употребата на законот. Законот е изгласан пред една година во јануари 2018 и јасно е дека е во употреба. Во првиот дел од седницата, иако немаше директни прашања за имплементацијата на Преспанскиот договор, премиерот самиот го спомена давајќи му економски акцент на документот што го затвори прашањето зимето. Верувам, после овие политички одлуки, позитивната атмосфера која што постои за инвестирање и на странски компании и на домашни компании ќе даде резултат. Верувам дека се повеќе од 100 компании пред одлуки во моментот. 4 донесоа петокот кога грчкиот парламент гласаше. Дел од клучните НАТО членки, како на пример Германија, веќе обелоденија дека го одобриле подпишувањето на протоколот за пристапување на Македонија во алијансата. Генералниот секретар најави дека чекорот ќе следи многу брзо. I expect all 29 allies will sign the accession protocol soon. Очекувам наскоро сите 29 сојузници да го потпишат протоколот за пристапување. Тогаш Скопје ќе учествува на состаноците на НАТО. Откако сите 29 сојузници ќе го ратификуваат протоколот, ќе можеме да ја поздравиме Република Северна Македонија како 30 член на НАТО. Ова ќе го консолидира мирот и стабилноста во регионот и Европа како целина. Проценките се дека кон крајот нидната седмица ќе биде потпишан пристапниот протокол за Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов од студиото во Вашингтон. Дојдовме до крајот на првиот месец од оваа година, кој по многу работи беше бурен за Македонија. Ви благодарам за сето внимание и ве повикувам да не гледате и утре.